Подобен гледачи, добро вечер. Започнува централниот дневник на телевизија Кочани. Сопругата на председателот на Република Македонија Маја Иванова во работна посета на Кочани ја посети компанијата Жито Ориско. Советот на општина Кочани утре ќе одржи својата 8-ма редовна седница. Ќе се рехабилитира патниот правец помеѓу Виница и Кочани со средства во износ од 181.000 евра. Во Виница се одржа третата сесија од форумите во заедницата. Во општина Зрновци се уредуваат двете цркви, Света Тројца и Свети Климент Охридски. Пејачот Сашо Гигов Гиш на прославата во Оглешево, откако поднапиен посетител му залепил пара, револтирано си замина. Со информациите од дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Железара Тигар Метал Кочани. Најдобра локација со најдобар избор на цевки и профили. Бои и лакови. Шрафовска роба. Мрежа и жица. Бесплатен превоз до вашиот дом. Наша предност се цените и квалитетната услуга. Повелете на улица Теодосија Паунов 61. Железара Тигар Метал. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20-годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани.
Сопругата на председателот на Република Македонија Маја Иванова денеска престојуваше во Кочани. Ја посети компанијата Житориско во рамките на проектот Здрава храна за детство без мана. Првата дама на Република Македонија, господјата Маја Иванова, денеска беше во официјална посета на општина Кочани, каде заедно со учениците од основните училишта од Кочани ја посетија фабриката Житориско и се запозна со работата на истата. Оваа посета е дел од проектот Здрава храна за детство без мана и од караванот кој го организираат со цел поздрав и подобар живот на децата во општините. Еве караванот Здрава храна за детство без мана во организација со невладината ОХО продолжува и понатаму низ Македонија. После Скопје, Битола, Прилеп, Пробиштип, еве денес сме во градот на Оризот и некако се вклучивме во рамките на одбележувањето на таа голема манифестација Денови на Оризот во Кочани. Мене ми е навистина драго што оваа идеја веќе прераснува не само вака преку вакви организирање на вакви настани, туку веќе ја поддржаа сите оние што навистина треба да ја поддржат, тоа се институциите, тоа се градинките, школите и драго ми е што оваа манифестација, оваа кампања, така да ја наречам, ќе добие на голема тежина ако не остане само на едни вакви символични организирања на вакви настани по школите, по детските градинки или еве како што е денес посетата на фабриката за обработка на ориз, туку таа ќе ја препознаат сите, затоа што оваа кампања е за идните поколенија, да имаме здрава младина, здрави деца, затоа што здравата иднина е фактички преку здрави поколенија. Убаво е што денес го организиравме ваков настан со посета на фабрика за проработка на ориз, каде што еве им се презентираше колку е значењето на оваа житарица со која се хранат половина население во светот. Така да ми е драго што видоа и на чисто на дело како тоа се произведува до финален производ. Оваа посета беше и дел од манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз 2013 година. Господјата Иванова за квалитетот и побараноста на Кочанскиот ориз изјави: Препознатлив е оризот, секој се бара од Кочани. Така да и многу конзумираме и како семејство го сакаме оризот. Проектот Здрава храна за детство без мана веќе добива во тежина бидејќи е кампања за идните поколенија и за здравјето на нашето население. Советот на општина Кочани утре ќе одржи 8-та седница за разгледување материјали по 25 точки на дневниот ред. Утре Советот на општина Кочани со почеток во 9 часот и 30 минути ќе одржи својата 8-ма седница. На седницата на дневен ред се 25 точки за расправа на советниците. Меѓу нив и извештаите за работењето на општинските основни и средни училишта за учебната 2012-2013 година, како и годишната програма за работа во оваа учебна година. Исто така ќе се даде и мислење за програмата за организирање и изведување на екскурзии и други слободни активности за оваа учебна година на Основното училиште Малина Побиванова Кочани. На дневен ред ќе се најде извештајот за работењето на јавната општинска установа Детска градинка Павлина Велјанова за минатата 2012 и првото полугодие од 2013 година. Потоа информација за безбедносната состојба на подрачјето на полициската станица од општа надлежност Кочани, информација за производството, пласманот и цената на оризовата култура, информација за аплицирани и реализирани проекти на општината Кочани за периодот јануари-септември 2013 година, како и програмата за изменување и дополнување на програмата за изградба на фекална канализација во општината Кочани за оваа година. На дневен ред ќе се најде изменување и дополнување на буџетот на општина Кочани за 2013 година, а ќе бидат донесени повеќе урбанистички решенија. На сетницата ќе стане збор и за воспоставување на меѓуопштинската соработка на општината Кочани со општината Пробиштип. Општините Кочани и Пробиштип со заедничко комунално предпријатие за Пониква. Советот на општина Кочани на утрешната седница ќе донесе одлука за негово формирање. На утрешната седница на Советот на општина Кочани, членовите на Советот треба да донесат предлог одлука за општината Кочани за воспоставување на меѓусајбна соработка со општината Пробиштип, како и одлука за формирање на заедничко предпријатие. Имено подобрувањето на условите што ги нуди Пониква и потребата од нејзино поинтензивно промовирање ја наметнува потребата за формирање на комунално јавно предпријатие.
Иницијативата доаѓа од општината Пробиштип за формирање на заедничко меѓуопштинско јавно предпријатие Сокочани, кое треба да води сметка за уредувањето и развојот на самиот локалитет Пониква на Соколските планини. За неговото нормално работење се предлага финансирањето да биде заедничко на општините Кочани и Пробиштип и тоа од буџетите на двете општини. Неговото основање се оправдува со вршењето работи што се од надлежност на општината, а се однесуваат на развојот на туризмот и управувањето со ски центарот на Пониква. На неа веќе никнуваат две населби на Кочанската и на Пробиштипската страна, а МЕПСО инвестираше во изградбата на сноуборд патеките. Се очекува со формирањето на заедничко јавно предпријатие, проблемите кои се неминовни на Пониква да бидат квалитетно и навремено решени. Градежната фирма Гранит ќе реконструира 3 патни правци за 1,3 милиони евра. За рехабилитација на сегментот помеѓу Виница и Кочани од државниот пат А3 се насочени средства во висина од 181.000 евра. Агенцијата за државни патишта подпиша 3 договори со градежната компанија Гранит од Скопје за рехабилитација на патните правци Делчева Македонска Каменица, Виница Кочани и Рабово Костурино. Вкупната вредност на оваа инвестиција за подобрување на постоечката патна инфраструктура во земјава изнесува 81.767.000 денари или околу 1,3 милиони евра. Најголем дел од финансиските средства, односно 51.129.000 денари, ќе се одвојат за санација на делницата Делчево Македонска Каменица од државниот пат А3, при што реконструктивниот зафат е планирано да се одвива во временски период од 27 месеци. За рехабилитација на сегментот помеѓу Виница и Кочани од државниот пат А3 се насочени средства во висина од 11.152.000 денари, а градежните активности на овој проект треба да завршат во рок од 26 месеци. Според соопштението објавено на веб страницата на Македонската берза, Скопски Гранит за сума од 19.486.000 денари ќе реконструира и делницата Рабово Костурино со рок на завршување од 26 месеци. Во општина Виница се одржа третата сесија од програмата Форуми во заедницата. Се предлагаа проекти за реализација. Општина Виница е меѓу 7 општини во Република Македонија кои се во фаза на реализација на проектен форум од програмата Форуми во заедницата. Главна цел на оваа програма е преку партиципација и учество на граѓаните да се дефинира конкретен предлог проект, што е приоритетен за реализација, а за чие имплементирање се обезбедени 2.800.000 денари средства од буџетот на општина Виница и од Швајцарската агенција за развој и соработка. Општина Виница веќе спроведе 2 форумски сесии на кои граѓаните даваа своји идеи за тоа што да се реализира со средствата што ги доделува проектот на Швајцарската агенција за развој. На третата форумска сесија беа презентирани предлог концептите кои произлегува од претходните сесии, а тоа се изградба на ново проектирана индустријска улица 2002 во зона на мало стопанство Ила, граденка од 21 век, подобрување на условите во училиштата, регулација на река Осојница, подобрување на условите за развој на спортот, обезбедување на квалитетна вода за пиење. Присутните на сесијата можеа да дебатираат околу предложените концепти. За преку гласање да изберат еден концепт кој ќе биде финансиран со предвидените средства. Концептите кои нема да бидат избрани, општината ќе ги има како готови предлог проекти, кои ги избрале граѓаните и со кои ќе може да аплицираат пред други фондови. Во општина Зрновци во тек е изградбата на двете цркви. Напролет се очекува нивно осветување. Општина Зрновци работи на партерното уредување на двете цркви во селата Мородвис и Видовиште, кои ги гради со сопствени средства од општинскиот буџет. Имено по уредувањето на околината ќе се пристапи кон уредување на внатрешноста и поставување на олтарниот дел на црквите Света Тројца во Мородвис и Свети Климент Охридски во село Видовиште. Ланската година ги започнавме, тие веќе се изградени, во карабина се состојба. Јас планираме веќе во наредниот месец да ги малтерисаме внатре. Исто така
порачани се значи иконостасите, веќе на нив се работи. Очекуваме дека во наредната 2014 година ќе дојде до осветување. Значи јас можам да кажам дека ние ги градиме со сопствени средства, меѓутоа веројатно на завршувањето на црквите, значи во изработка на фреска живописот, планираме да учествуват и граѓаните, интерес за сега има. Очекувам дека тоа ќе се случува во текот на пролет, така да можеме во текот на 2014 година да ги осветиме. Според најавите на градоначалникот, на внатрешното уредување на црквите Света Тројца и Свети Климент Охридски ќе учествуваат и жителите на Мородовиц и Видовиште, а потоа ќе бидат осветени од страна на Брегалничката епархија. На добиточниот пазар во Облешево денеска имаше голема понуда на прасиња. Цената за трговците не е скапа и се движи од 150 до 200 денари за килограм. Добиточниот пазар во општина Чешиново Облешево помина со голема понуда, но мала побарувачка. Граѓаните на општина Чешиново Облешево на пазарот бараат да купат прасиња, јагне и друга стока, но се жалат од цената која за нивните примања била дека е многу скапа. Цените, луѓето тражат. На нас се скапи, гледат на них ефтини. И што? И луѓето пари нема се купат и што ќе? И да не питате? Се сакаме ние да купиме, ама да имаме пари. Што нема пари скапо е, нормално. Има пари, не е скапо. Земи мес, ни да ранеме, ни да се мачи. Продавачите на добиточниот пазар велат дека цената не е скапа и кај прасињата таа се движи од 150 до 200 денари за килограм. Заинтересираноста на трговците и купувачите во овој период е многу мала. Како помине денешниот пазар? Па за мене е неквалитетно. Ефтина годиња. За те што си имали цена не дават. Па јас си тража по мојата цена по 20 денари од кило. Ниш не правило. Па они мислат пуштерите дека скапа за нас е па ефтино. Супер. Убаво време, нема дожд. Што продавате? Бешиња, јагниња. На прасиња 150 денара. А на јагниња? 160. И купуваат ли граѓаните? Не. Слабо. Немат пари. Земници стават себе. Само овој пазар купуваат или? Само овој. А претходниот? Па претходниот исто беше послаб. Слаби се сега сетемвриски пазари. Инаку на добиточниот пазар во Облешево се очекува заинтересираноста за купување на добиток да се зголеми во месец ноември и декември, кога граѓаните да се припремаат за празниците кои доаѓаат во тој период. На Кочанските денови на Орезот вечерва театарска представа, а утре промоција на книга, изложба и концерт. 22-та меѓународна манифестација Денови на Кочанскиот Ориз продолжува и понатаму со реализирање на планираните содржини. Вечерва во 20 часот во Националната установа Центар за култура Бели Мугри ќе биде прикажана театарската представа Прогонот и убиството на Жан Пол Мара во режија на Владимир Милчин, а со дипломците при Факултетот за драмски уметности во Скопје. Утре на програмата се три активности. Најпрвин во Националната установа Центар за култура Бели Мугри ќе биде направена промоција на книгата Поетско вдахновение од авторот Коце Стојменов. Потоа во 14 часот во библиотеката Искра ќе се одржи изложба Масло на платно, а вечерва во салата на спомендомот Асном со почеток во 20 часот ќе се одржи концерт на квартетот Флейти Аулус. Програмата продолжува и во четврток со поезија за Оризот, музика за душа во библиотеката Искра, а во вечерните часови во Националната установа Центар за култура ќе се одржи концерт на Народниот оркестар ВЕЗ. Во петок се планирани концерти во местните и урбаните заедници во општината, а веќе во сабота и недела се централните активности од годинешниве Денови на Кочанскиот Ориз. Непримерна реакција на популарниот Сашо Гигов Гиш во моментот кога поднапиен посетител сакал да му залепи пара. Поканувањето на еден естраден уметник на прославувањето на празникот на општината истовремено е почит и привилегија, но е деловност, бидејќи настапите по правило се наградуваат со соодветен хонорар.
Организаторот на одбележувањето на Мала Богородица како патрон на општина Чешиново Облешево сигурно имал добра намера со поканувањето на гиш на прославата, бидејќи тој подолго време не бил на овие простори. При настапот на гиш, кој на присутните им понудил репертоарот патриотски народни песни, поднапиен посетител кој малку претерал во расположението, се обидел да му залепи пара на изворедниот пејач. Гиш ја отпеа песната, а потоа го зеде цедето и си замина. Никој не го оправдува напиениот посетител, но никој од многобројната публика не е виновен што некој го налутил пејачот за да си замине. Се можело да се реши со малку трпение и разбирање, за да не се расипува расположението на публиката. Пожарот кај Мојанци уште една опомена дека со огнот нема шега од противпожарната единица со апел да не се палат страништа. Пожарот кај Мојанци кој вчера предизвика мала материјална штета е уште една сериозна опомена дека со огнот нема шега и најмало невнимание може да предизвика катастрофални последици и дури да загрози човечки животи. Ако на предизвикувачот на вчерашниот пожар тоа не му се случило, никој не може да гарантира дека во друг случај огнената стихија нема да биде поопасна и нескрутлива за пожарникарите. Еве што по тој повод велат пожарникарите од противпожарната единица во Кочани. Примихме дојава за запалено страниште во село Мојанци, каде што со помош на ветерот и неповолните услови беа зафатени и една плевна и две кочини помошни простории за стока. Со наша интервенција изгасени се објектот и помошните простории и не е дозволено да се прошири пожарот на околните куќи. Интервенирано е со две возила и тројца пожарникари и тројца од местното население. Интервенцијата е завршена некаде околу 17:20 часот. Увид има извршена полициска станица Кочани. Од наша страна е завршено секако што треба. Инаку палењето на стрништата во Кочанската котлина е стара навика на земјоделците. Меѓутоа, за да си овозможат полесна обработка на земјата и да ја исчистат од плевели, тие го загрозуваат животинскиот свет, пред се полезниот дивеч и ја нарушуваат природната рамнотежа. Не е за занемарување ниту еколошкиот ефект. Поради сето тоа, како и поради потенцијалните опасности од предизвикување пожари, палењето стрништа и оган на отворено е строго забрането и казниво со закон. Со временската прогноза го завршуваме и централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.